Благодарам, почитувана председателке, почитувана ценета колешке Тасевска. Да бидеме сериозни, рековте, и одговорни и аргументирани. Дали премиерот беше сериозен, аргументиран и одговорен кога вети дека Мерцедесот ќе се продаде и ќе се купуваат амбулантни возила? Ја мислам да. Имаме денеска амбулантни возила? Не. Не. И знаете која е поентата за одделувањето на ставката 7 милиони евра за нови возила за брза помош? Затоа што го спремате теренот за уште еден криминал. Ке ги осовремените амбулантите од брза помош, ке им набавите нови возила, ке ги опремите и на крајот со јавно-приватно партнерство ке ги заортачите со некој функционер од Социјалдемократскиот сојуз. Да бидеме здрави и живи, ова ќе го дискутираме во 2020 година со новиот буџет. Имајте на мукајет дека ова се спрема. Исто како што снимавте спотови со еден познат македонски кардиолог дека треба Република Македонија да се преименува, а вчера го гледаме на телевизија дека детска кардиохирургија веќе станува јавно-приватно партнерство. Имајте го и ова како податок. Дека се има цена. Секоја бламажа и секој одродување има цена. Ве молам, значи, можете слободно да се пријавите за реплика. Нема потреба од нервоза, значи, имаме доволно 15 дена да дискутираме за буџетот. Нема да го донесеме бидејќи не прифатите така како што ви предложив со анекс од 3,7 милиони евра и да си одиме дома. Затоа што по теркот на Министерството за труд и социјала можеше денеска да си ја завршиме работа. Па направете му анекс на Министерството за финансии на ланскиот буџет и не може да се купи Порше амбулантна возило, ако му текне на министер. Така функционира сега без закон за јавни набавки. Во 4 очи. Што сакаш? Сакам Шкоди Јети во Министерството за внатрешни работи. Од Куманово, од Делукс. Знаете. Одлична фирма, јас од таму ги имам купено моето возило. Ама не заслужува во 4 очи да се набавуваат полициски возила. Тоа е поентата зашто го укинавте законот за јавни набавки. За возила, колешке Јагода. За возила. Шајка во Прилепската болница и Прилепскиот здравствен дом не е закована 2 години. Барем гуми да набавевте и да направевте промоција на гумите како Министерството за одбрана. И да речите, еве, гуми со лијани бандаши. Ни тоа го нема. И сега требало да дискутираме аргументирано и со факти. Ова се фактите? Ке им ја завршите работата на некои магнати. Ке ги осовремените брзите помоши и така наготово ке им ги дадете. Ама докторите требало да си одат дома, нема врска, дојде живота на тие Германија. И ке му прават друштво новие 330 доктори, што во 2017 и 2018 година си заминаја. Која е задната цел, бидејќи вие секогаш имате задна цел? Да ве потсетам и низ овие 2 години историја. Нема тиранска платформа, има тиранска платформа. Задната цел беше да се подели Македонија. Нема договор со Грција, има договор со Грција. Жими мајка, нема да го менуваме уставот, ќе го менуваме. Еве која е задната цел со додатокот, кој што ќе сте го покачале 300%. Тоа е само од една причина. Да го намалите за 26.000 бројот на невработени. Дај Боже, јас да грешам, вие да бидете во право. Каква е таа мерка, аргументирана и сериозна, со која што предвидувате субвенции за оние кои што сакале да набават хибридни возила? Хибридно возило во Македонија во моментов има 40 такви возила. И самото тој податок дека се многу малку, од возен парк од 430.000 возила, само 40 да бидат такви, зборува дека тие се скапи возила. И дека вие повторно ќе ги субвенционирате богатите. Да купиш денеска хибридно возило, треба да имаш најмалку одделено од твојот семеен буџет повеќе од 27.000 евра. Минимум. За најосновниот, да речам, хибриден модел. И вие, како народна влада, влада која што вети живот, на тие луѓе ќе им дадете уште 5.000 евра. Да ја намалите незагаденост. И од 40 ќе ги направите 80 возила. Исто како со оджачарите. Од 10 сега може ова година 17 да вработите. И да се реши загадувањето. И се ќе биде во ред. Сега повеќе нема штрајкови. Ни за мајчин дом, ни за паркобрани, па никој ни се гуши, ни маски носи, ни шарени функционери, ништо нема сега како да ти е кеф бронхи. Дишиш, супер, воздух. Ама сега се е во ред, никој не сме да речи.
Му се забранува на невладините организации да присуствува овдека на јавна расправа. Замислете, во домот на демократијата. Ако појдеш во јавна расправа, вика таму, нема повеќе да ти додадуваме средства од влада, како невладина организација. И луѓето се уплашија. Се вика, дајте порно да викаме, да голтаме од овој воздухов PM10 500 пати што е повисоко од нормалната граница, ама да ни даваат пари за проекти. Весник не може да напиши за оваа информација. Зошто? Оти си изгласа Америка субвенции за пишаните медиуми. Ама кој е критериумов? Нема критериум. Да видиме насловов како ќе биде. Добро, може и за овој весник, супере, €1.000.000 субвенции. Ама нели тоа противуставно граѓански права човекови? Нема проблем, овој не брани. И вика дека многу е убаво што се намалува пензите, многу му убаво на докторите, пензионерите живеат како што треба, затоа него ќе му дајме субвенции. За жал, тоа се сериозните, како што рече колешката, аргументирани, издржани проекти на оваа влада. На вистина сериозни, издржани проекти. Да ти го зголема данокот и да си чутиш. Бизнес секторот да биде незадоволен, ама ти да продолжиш така да си тераш. Ама си бил акционер, си играл игри на среќа, че ти земиме повеќе, нема проблем, супер е, дојде новиот живот. Ама немајме јаболкава кај да ги продајме, одлично е, нема проблем, така треба да биде. Тоа се политиките. Дека нема во овој буџет ниту денар за виница, ниту денар за прилеп, ниту денар за кочани. Не е проблем. Битно имаме издржани аргументи. Издржани мегаломански буџети. Знаете, се извинувам што ќе го споменам, премногу го почитувам. Имаше Социјалдемократскиот сојуз, еден координатор, Шема. Го заборавив името и презиме. Игор Ивановски, се извинувам. Човекот беше одличен пратеник, одличен професор на факултет, почитуван колега, коректен. На секое задолжување само од €1.000.000, пазете, денеска ни е пракса да се задолжуваме во просек секој ден по €22.000.000. Секоја секунда не кошта €13.000, вака што се дискутираме, дори кажа колешкава за Куманово дека било ептен убо, €100.000 се задолжи држава. Тој колега на секое задолжување на нашата влада од 2011 година за €1.000.000 правеа скандал. Корнеа говорници, пресконференции, Демек Македонија, грчко сценарио, катастрофа, презадолжување. Победи Социјалдемократскиот сојуз, победи Новиот живот, победи оваа реформска влада СДСМ ДУИ, каде што министрите не одат на работа, нова трансформација, по 7-8 месеци, и доживеавме секој ден да се задолжуваме по €20.000.000. Нема реакција. Супер е, века. Така треба. Кај да париве не знаеме, ама ги лаже. Му вика сега 300%, социјалната помош ќе ви ја покачиме. ДДВ ќе ви вратиме, ама на крајот од мандатот. На крајот од мандатот, почитувани колеги, за уште 21 месец, ако терате нормално до 2020 година. 3 месеци предходно техничка влада, толку е. Дур сме трепнале, идат нови избори, иди нов буџет, нова акциза. И докај стасавме, граѓаните во Виница, ако плаќале паварно за нафта 37 денари, сега да плаќаат 70. И не заслужија денеска еден денар да нема за нив во буџетот. Виница даде поддршка за Социјалдемократскиот сојуз и треба рамномерно да му се врати. Зошто таму не живеат земјоделци? Зошто да ја одделуваме Виница од другите општини во Западна Македонија, например? Не е фер. Не е фер. Бидејќи гледам дека колешката е пријавена за уште една контрареплика, тука ќе завршам за да можам да се доискажам со следната реплика. Готово. Лидија Тасевска е пријавена за уште една реплика. Благодарам, колега Стевананџија. Јас во мојата реплика пред малку се обидов да ви реплицирам на дел од тезите што вие ги кажавте. Вие во контрарепликата на мојата реплика, искрено вака, не можам да забележам дека нешто конкретно реплициравте. Можам да забележам дека отидовте во минатото, предвидувања за иднината и така натаму, така што навистина не гледам со кои аргументи уште би можела да ви реплицирам, дека ќе изгуби квалитет од самата дебата. Благодарам. Благодарам. Следна за реплика е Снежана Калевска. Контрареплика, извинете, Димитар Стевананџи. Лешке, може би е многу подобро да се изгуби квалитетна дебата, отколку да се изгуби квалитетен живот.
со овој буџет за 2019 година вие не го подобрувате квалитетот на животот. Уште повеќе ги уништувате граѓаните на Република Македонија. Тоа ви го кажа и Светска банка, срам му беше на луѓето на италијанецот да ги чита податоците за Македонија. Тоа е квалитетот на животот. Очите му капеа. Посетив вика 28 земји од Европската унија, вие сте единствена што има негативен економски раст. И ги кажа причините човекот. Огромно ниво на корупција, договори во 4 очи, анекси од 200 милиони евра, вработување по партиска линија, министри што не одат на работа. Дај Боже дискусијата да не е квалитетна денеска и уште другите 12 дена, ама вие подобрете го квалитетот на живот. Први, амбиенталниот воздух изчистете го како што ветивте, ама тој не се чисти со спијање и со играње игри со Тетрис, туку се чисти со работа. Се чисти со работа. Потрудете се Македонија да добија позитивна препорака во јуни новата година, и очекувам дека и вие како и студентите од Стив ќе бидете уште еднаш истуширани со ладна вода. И пак ќе ви речат како што викаат американците, try again. Обиди се уште еднаш после една година. Тоа е, колешке, да се подобри квалитетот и на реформите и на животот во Република Македонија. Ве благодарам.